Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Подготовките за државничката посета биле во полн ек. Се вееле знамења и се сервирала вкусна храна. Приемот за царот Јосафат од Израел на југот бил величествен. Дали тој почувствувал дека зад поканата има скриена намера? Царот Ахав решил да каже се отворено. Царе Јосафат, веќе не го поседувам Рамот, тоа ме вознемирува. Може ли да ми помогнеш да го освојам градот? Се разбира, може да сметаш на моите војници, но нели треба прво да го прашаме Бог за неговиот совет. Сакам да го правам само тоа што тој го сака. Секогаш е добро да се донесуваат решенија со Бог. Земи го царот Јосафат за твој пример. Верувам дека тоа била неговата тајна за успешен живот. Сите го сакале Јосафат. Имал многу војници. Никој од неговите непријатели не се осмелувал да го нападне. Добивал подароци од многу места. Бог му бил советник на Јосафат. Тој го прашувал Бог за совет за секое решение. Царот Ахав бил многу поразличен. Тој предлог воопшто не му се допаднал. Тоа може да се случи и во твоето друштво, ако им предложиш на другите да го слушаат Бог. Најдоброто што можеш да го направиш е да не се согласиш со таквите како царот Ахав. Мораме ли да го направиме тоа? Добро. Слуга, викни ги пророците. Дали треба да го нападнам градот Рамот или не? Нападни го. Сигурно ќе го победиш. Царот Ахав бил задоволен, но не и царот Јосафат. Тој го познавал Божиот глас, а тој не бил тоа. Тие 400 пророци биле лажговци. Лажговци кои му го кажувале на Ахав тоа што сакал да го слушне, затоа што биле наградени за тоа. Зар нема некој друг пророк што можеме да го прашаме? Има уште еден, но го мразам. Тој секогаш предскажува несреќа. Донесете го овде. Го донеле Михеј, вистински Божји гласник, кој понекогаш сакал да се шегува. Михеј, треба ли да го нападнам Рамот? Се разбира, ќе го победиш непријателот. Треба да ја кажеш вистината. Што ти кажа Бог? Дали на вистина сакал да го слушне Божјиот совет? Може би ќе го ислуша, но сигурно нема да го послуша. Михеј станал сериозен. Бог ми покажа дека твоите војници набрзо ќе бидат како овци без овчар. Царе Ахав, твојата војска ќе се врати дома без тебе. Дали го слушнавте сето ова? Ми ја изрече смртната казна. Затворете го, веднаш. Во следната драма ќе слушнеш што се случило. Ќе продолжиш ли да слушаш? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!